Преку екомагија до поголема еколошка свест кај децата. Со магионичарски трикови познатиот наш магионичар и илузионист Кристијан Шопов денеска ги едуцираше учениците од Општинското основно училиште Добре Јовановски за рециклирање, реупотребување и редуцирање на отпадот. Проектот го спроведува ПАКОМАК, а има за цел зголемување на свеста кај најмладите за почиста животна средина. Денес се наоѓаме во Прилеп со цел да ги посетиме основните училишта и да изведам мојата екомагионичарска представа која што има за цел да ги научи децата како да селектираат отпад, односно во која канта каков отпад треба да фрлат. Дека картијата се фрла во сината канта, во синиот контейнер, пластиката или менките во жолтиот, стаклото во зелениот. Тоа е главната порака на представата. Инаку овој проект е финансиран од компанијата ПАКОМАК, има за цел да подигне свесноста кај децата за селекција на отпад. До сега ги поминавме основните училишта во Скопје, во Куманово, во Велес, во Штип. Сега се наоѓаме во Прилеп, потоа ќе продолжиме и во други градови низ Македонија, како Битола, Охрид и други градови каде што децата ќе имаат можност и да се забавуваат и да научат како да создадат почиста животна средина. Децата на интерактивен начин подобро учат и подобро ја помнат содржината на пораките кои што ги пренесуваме кон нив, истакнува Шопов, потенцирајќи дека еден добар дел од оваа популација веќе ги има совладано начините и техниките за правилна селекција на отпадот. Реакцијата е чудесна, тие се смеат, се зачудени, се смеат на шегите, се чудат на триковите, на илузиите. И низ сета таа забава, смеа и чудење се проткајуваат пораките за селекција на отпадот, така што тие и учат и на крајот од представата правам еден тест каде што ги прашувам, правиме да се создаде ѓубре и потоа ги прашувам каде треба да го фрлам ова пластично шише, дали во зелената канта и децата викаат не во зелената, дали во сината, не во сината, тука кога ќе кажам во жолтата, сите викаат да во жолтата канта, и значи дека точно знаат после представата во која боја на канта каков отпад се фрла. Инаку повеќе од 14.000 деца од 50 на училишта во Скопје имале можност веќе да ја видат представата. Екокараванот на ПАКОМАК продолжува и во останатите градови во земјата, се со цел преку интерактивни представи едукативно да делува на идните генерации за поголема еколошка свест и поквалитетна и почиста животна средина.